Македонскиот идентитет, јазик, многовековната култура, нашата историја се најголемото богатство што го имаме како држава, вели шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски, коментирајќи ја изјавата на еврокомесарката Кос, која кога зборуваше за македонскиот идентитет, зборуваше за полнети пиперки и пинџур. Идентитетот е посебна во овој регион сложена категорија. За жал и во 21. век се уште категорија кои што земји кои што се нарекуваат европски се обидуваат да го оспорат. Но за нас нема дилема дека историските личности како што се Делчев, Груев, Сандански се дел од нашиот идентитет и клучен фактор на македонскиот национален идентитет и нашиот јазик, кој што го зборувале и нашите баби и дедовци, и нашите прабаби и прадедовци, и никој, апсолутно никој нема право да го оспори тоа, односно да го оспори нашето право да го почитуваме она што е дел од нас како македонци. И не е ни чудо што некогаш сме предмет на подсмев и кај соседите и кај меѓународните партнери. Сервилноста и политиките на понижување во минатото, прифаќањето на сите ултиматуми и услови, не само што ја доведоа Македонија во ќорсокак, туку со години полека сигурно си го губевме кредибилитетот. Премиерот Христијан Мицкоски го коментираше барањето за консензус од страна на опозицијската СДСМ. Вели дека опозицијата наместо да се консолидира и да се обедини за националните прашања, забивале нож во грб, додека, како што рече, власта се бори да го реши загубеното на меѓународната сцена. Повикуваме на таков консензус со месеци, но гледате, ние додека се бориме да го повратиме тоа на меѓународна сцена, тие не бираат средства како од позади грб да ни стават нож во грб, мислејќи дека така ќе им се допаднат на тие кои што не мислат добро на Македонија. Црвените позиции на Македонија се јасни. Македонскиот јазик, нација и историја не се предмет на преговори. Државниот врв и вчера на самитот ЕУ Западен Балкан испрати недвосмислена порака. Нема отстапување од националните интереси и затоа повеќе од кога било е потребно да демонстрираме единство, достоинство и одлучност. Патот на Македонија кон европското семејство е долг и трнлив, но сепак мора да биде заснован на рамноправност, меѓусебно почитување и европски вредности. Во оваа фаза особено е важно политичките елити да покажат зрелост, а опозицијата наместо да напаѓа, да се приклучи кон градењето национален консензус. Што се однесува до изјавата на Кос, СДСМ не смета дека имала лоша намера, но апелираат на внимателност кога се говори за чувствителни теми и прашања, како што е македонскиот идентитет.